Порака нова од Струга одбележа значен јубилеј. Овој центар 30 години обезбедува катче за лицата со посебни потреби, каде тие се дружат и стекнуваат вештини за самостојно живење и социјализација. Вработените, волонтерите и сите оние кои сакаат да придонесат со несмален ентузијазам работат низ годините на подобрување на квалитетот на животот на овие наши најкревки граѓани. Порака нова од Струга денеска на Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби одбележа 30 години од основањето. Овој настан за Сдруженијето Центар за подобрување на квалитетот на животот на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства е од посебна важност бидејќи се одбележува моментот кога родителите кои имаат дете со интелектуална попреченост се здружиле со цел заедно да действуваат во корист на потребите на нивните најмили. Денес овде во Хотел Дрим ја го прославуваме овој јубилеј со една мала манифестација. Представуваме едно мало видео со слики од кои не навраќаат назад во историјата, кои не навраќаат назад во историјата како се развивала Порака нова и доделени им се благодарници на оние кои направиле доста за Порака нова, кои се наши соработници, кои се донатори. Професионалците, волонтерите и сите останати кои сакаат да придонесат се ангажиравме околу лицата со посебни потреби за да им помагаме и да го подобриме квалитетот на нивното живење. Многу сме изненадени, денешниот ден е посебно радосен како за ние како стручни лица што работиме, така и за корисниците, лицата со попреченост што излегоа во пресрет и што беа заинтересирани да дојдат во толку голем број, заеднички да го прославиме овој јубилеј и пред се празник за нас, за кој што сметаме дека секоја година се повеќе е заинтересираноста заедно да го прославиме. Значи целиот град дојде да прослави со нас. Лицата со попреченост се представија со своја точка која изведува пред бројната публика која дојде заедно со нив да прославува. Нивната возбуда кулминираше кога ги добија фотографиите со нивните портрети кои им ги подари Христина Мукоска. Порака нова е центар кој е формиран во 1984 година и на почетокот функционирал како социјален клуб каде родителите и лицата со попреченост доаѓале да се дружат и да разменуваат искуства. Од 2004 година во рамките на Порака нова започна да функционира дневен центар. Меѓународниот ден на лицата со попреченост со пригодна свеченост го одбележа и дневниот центар Зраци од Охрид, кој веќе 12-та година функционира во општина Охрид. Овој дневен центар, прифаќајќи ги своите штитеници, им овозможува подобри услови на семејствата и можност за вработување на родителите. По дневникот на програмата на ТВМ ќе имате можност да ја проследите емисијата Печат. Авторот на емисијата Валентина Анеловска и за вечера подготви интересна сторија за необично хоби со одгледување на украсни и екзотични птици. Следуваат вестите од регионот и светот. Мајданпек и 12 села кои припаѓаат на ова српска општина оковани во мраз. Жителите 3 дена се без струја по бурата со замрзнат дожд која ги оштети далеководите. Во сиот хаос, мрак и студ во општинската болница на Свет дојде